Косовска, број 3 Афонија Глори Намериги, број 5 Христина Аджулеска, број 6 Драгана Ангелова, број 7 Верица Георгиева и број 10 Ана Благонова. Шеф на стручен штаб Оливер Јовановски. За екипата на ЖФК Драгон 2014 ке настапат со број 25 Лугица Арсова, број 2 Наталија Наумов, број 5 Ана Веселинова, број 7 Ленче Андреевска, број 8 Александра Марковска, број 9 Накшие Кривањева, број 10 Маријана Нацева, број 11 Ели Јаковска, број 14 Драгана Костова, број 16 Моника Тодоровска, број 17 Маја Ангеловска. На клубата за резервни играчи се со број 3 Милена Стефановска, број 4 Мартина Боглева, број 6 Маријана Аврамовска, број 13 Јана Ацковска, број 15 Мартина Димковска, број 19 Симона Јанкуловска и број 20 Надица Костевска. Шеф на стручен штаб Дарко Костадиновски. На преворот помеѓу екипите на Драгон 2014 и Кочани ќе го суди Ивана Пројковска од Скопје, ќе помагаат Елена Софиевска Илиевски и Вјолца Изери. Делегат на надпреворот е Добислав Димовски. Почитувани гледачи, добар ден, 15 часот време или тајминг за почеток на финалето во женскиот куп на Македонија. Ке играат, се разбира, галутите ривали ЖФК Драгон од Скопје и ЖФК Кочани. Значи финале на купот на Македонија во женски фудбал. Мината година се играше на теренот број 1 на Федерацијата на Македонија. Да го слушнеме официјалниот спикер. И екипата на Кочани, да ја поздравиме химната на Република Македонија. Двете екипи учесници на ова големо финале на женскиот куп на Македонија им посакуваме добар надпревар. Значи втора година поред ЖФК Кочани игра во финалето за купот на Македонија во женски фудбал, се разбира. Минатата година одовде кочанчанки носат убав спомен, бидејќи славија со 4:1 против тогашната силна екипа на Конзули. Меѓутоа, оваа година се чини се на многу потежок испит. Играат против актуелниот лидер на табелата Драгон, кој во првенството славеше 2 победи, односно 2 пати ја победи екипата на Кочани, во Скопје 4:2 и во Кочани 2:0 во невозможни услови. Очекувањето на кочанчанки се дека сезоната ќе ја спасат доколку во ова финале извојуваат победа, колку за утеха и да покажат дека сепак оние 2 пораза се сплет на низ околности, најнапред од она што значи гостување во Скопје есента, кога кочанчанки се жалеа на судењето и на редица други пропусти на организацијата на домакинот, а
во вториот надпревар поради исклучително тешките услови на стадионот Никола Мантова Кочани, кога беше буквално теренот покриен со вода и представуваше мало езеро. Но тоа е минато, сега престои 90 минути во кои овие две екипи ќе се обидат да покажат која во моментот е подобра, поуспешна, поквалитетна и која ќе го освои купот на Македонија, што не е беззначајно во ова првенство. Судина на надпреварот се Ивана Пројковска од Скопје, потоа Елена Соклевска исто така од Скопје и Виолца Изеири од Гостивар. Делегат е Димовски Добре, а контролор Гоцевски Ѓорѓе од Струмица. За екипата на Кочани на денешниот надпревар ќе настапат Костова на голот, потоа Скерлевска, Стојановска, Милевска, Митревска, Арсовска, Кокаловска, Катарина Петровиќ од Србија, потоа Мартина Смилковска, Виолета Спировска и Анета Георгиева. За Драгон ќе настапат Арсова, Нумовска, Веселинова, Андреевска, Марковска, Криванчева, потоа Нацева, Јаковска, Костова, Тодоровска, Моника и Маја Ангеловска. Што туку започна надпреварот, фудбалерките на Кочани се во црвени дресови и тие тргнаа од центарот, а Драгон игра во бело-црна комбинација. Може би мало изненадување на почетокот на надпреварот е тоа што во екипата на Драгон ја нема Станкица Атанасова, таа е на трибините. Меѓутоа играат познатите за нас кочанчанки Ана Веселинова во улога на централен дефанзивец и Тодоровска во улога на десен бек. Во акција сега фудбалерките на Драгон. Одзема топка Вики Спировска. Добра акција сега преку Ката Милевска. Повторно Спировска. Ја напаѓа Ели Јаковска и ја одзема топката, меѓутоа само за момент. Победник во овој дуел излегува токму Спировска. Имаат многу мотив за игра на овој надпревар двете фудбалерките на двете екипи и затоа публиката со право очекува интересна и до крај неизвестна средба. Ова финале го следат можеби 100 гледачи. Главно од Скопје, Кочанчани не организира некој караван затоа што во оваа ситуација можеби тоа и не е најдобра опција. Добро таму изблокира Георгиева, аут за екипата на Драгон. Аут сега за Кочани. Топката во игра ќе ја уфрли Стојановска. Додека на почетокот трае, би рекол, испитувањето на силите, на загревање првично на надпреварот. Да споменам само дека за екипата на Кочани на клупата за резервни фудбалерки се голманот Елена Чакмаковска, потоа на маргини Глори Афонја, Кристина Ѓулевска, Драгана Ангелова, Верица Ѓоргиева и Ана Благонова. Знаете, капитен на Кочани е Кате Милевска. Нацева се интервенираше. Од другата страна Арсовска и Тодоровска во аут. Реков, имаат кочанчанки мотиви да го освојат купот. Ќе биде тоа своевидна сатисфакција на она што беше пропуштено во правенството и доказ дека не заборавиле да играат фудбал се уште актуелните шампионки и учеснички на надпреварите од групите во Лигата на шампионите во Сараево минатото лето. Топка кон Кате Билеска, но не дава глава да крене на цела. Сега многу поблизу до корен знаменцето и повторно Стојановска. Во овој момент сите фудбалерки во црвени и во бели дресови се на половината на Драгон
што значи дека скопјанки се во ситуација да се повлечат. И во таква ситуација е тешко да се освои. Еве сега нафрлување, но сигурно е голманот Олга Арсова. Краток дегажман. Тука притрчува Кокаловска. Да видиме што покажува судијата Ивана Пројковска. Слободен удар за екипата на Драгон. Ке го изведе Ангеловска. Не, ја препушта ова задача да ја изврши Костова. Ана Веселинова во нејзин стил. Нацева. Старт на Стојановска, нема ништо. Нацева повторно. Долга топка кон Ленче Андреевска, но тука е Скерлевска. Жесток старт на Тодоровска против Анета Георгиева. Двете фудбалерки своевремено игра заедно за екипата на Младост Иднина Саодоризари. Нацевано таму притрчува Анета Георгиева. Топка за екипата на Драгон. Ја губи за момент со број 7 Андреевска. Долга топка кон Георгиева, но и добра интервенција на одбраната на Драгон. Сега повторна акција на фудбалерките во бели дресови. Со број 2 тоа е Наумов. Повторно топка кон Наумов. Ангелевски ја држи во своите нозе. Внимаваат фудбалерите на двете екипи да не сгрешат пред се во одбраната и затоа сега сите се повлечени на половината на ЖФК Кочани. Добра акција сега на скопјанки. Маја Ангелевска пресекува Кокаловска, повторно Маја Ангелевска и сега Наумов. Ангелевска. Добар старт таму на Петровик. А сега од зад грб е фаулирана Тања Митревска. Петровик. Долга топка кон Стојановска, дали ќе ја прифати, стигнува, но нема добра контрола и ова е прекршок. Слободен удар за екипата на Драгон, фаулирана е Тодоровска. По првите стартови се гледа дека двете екипи на вистина го посакуваат пехарот и посакуваат да стигнат до победа во денешниот на вистина голем натпревар за фудбалерките на Драгон и на Кочани. Ана Веселинова кон Маја Ангеловска, а сега Тодоровска. Долга топка таму кон Андреевска, но тука е Скерлевска на прва во аут. Уфрла Тодоровска, Стојановска во дуел таму со Кривањева ми се чини дека тоа, но еве Стојановска. Митревска сега во акција Ката Милевска. Одличен пас кон Ана Георгиева, меѓутоа Анета Георгиева, меѓутоа старт на Ана Веселинова, сега Анета Георгиева меѓу две фудбалерки и слободен удар. Се жали на повреда ми се чини Анета Георгиева, меѓутоа ќе издржи.
а топката ја мести Катарина Петровик од оваа далечина, иако има добри 35 метри, може би повеќе, ќе бие, претпоставам, директно кон голот на Олгица Арсова. И ова може да биде прва посериозна шанса за една од двете екипи. Жив зид прават фудбалерките на Драгон. Петровик, удар, но далеко е тоа од голот, ниту опасно, ниту прецизно. Гола топка за голманот Олгица Арсова. Топката во игра ќе уфрли Ана Веселинова. Мало недоразбирање, игра со рака на Мартина Смилковска беше тоа. Сега Нацева. Таму на 16, но тука е Скерлевска со глава прифаќа, а сега Тања Митровска. Топка кон Кокаловска. Добро се снајде. Ја баре ја пронаоѓа Вики, но покриена од Ана Веселинова. Не суди тука судијата ништо и топка за Драгон. Со број 8 тоа е Марковска. Топка кон Ели Јаковска, но таа не очекуваше, прифаќа голманот Фроска Костова. Петровик. Нови надпревар фудбалерите на двете екипи имаат навистина идеални услови, теренот е како тепих, а и го нема сонцето кое предполадне биеше. Еве сега ова шанса, Кате Милевска во акција, но и побегна оваа топка, немаше најдобра контрола и прва интервенција, посериозна интервенција на Фроска Костова. Се извинувам на Олгица Арсова. Веселинова кон Маја Ангеловска. Сега Тодоровска. Долга топка таму кон Јаковска. Односно Андреевска, но завршува и ова топка во голаут за голманот Костова. По првите 10-11 минути на фудбалските терени на Фудбалската федерација на Македонија во финалето за Купот на Македонија помеѓу екипите на Драгон и Кочани 0:0. Грешка сега на браната, на фрлување одлично, но тука е и еве сега прв удар, одлична одбрана на Фроска Костова. Прв директен удар во рамките на голот и успешна одбрана на Костова. Добро тоа за голманот кога ќе фати првата топка. Еве сега акција преку Мартина, тоа ми се чини, да. Ау за екипата на Кочани. Кеофли Стојановска, но таму високата Тодоровска не дозволила ова топка да стигне до Кате Милевска. Сега Арсовска. Малку би рекол напамет, но што е сигурно. Повеќе се плаши таа да не направи некој кикс, отколку да проигра некој од браната, да беше шутот барем во рамките на голот, може би ќе представуваше и некаква опасност за голманката Олгица Арсова. Вака уфрлување на топката во игра од Ана Веселинова. Стојановска со глава, аут за екипата на Драгон. Тодоровска кон Нацева. Уште еден аут сега на половината на Кочани.
полека скоро сите фудбалерки се префрлаат на делот од теренот кој им припаѓа на Кочанчанки и уште еден аут од Арсовска овој пат. Токму кон нацева. Приоѓа Георгиева, не, тоа е Тања Митревска, уште еден аут. Мирно, некако неочекувано на почетокот, би рекол тактички надмудрување помеѓу двете екипи, а еве сега во акција со број 9 се подготвила да бие таму Марковска, односно не Кривањева, но се одбраня Кочанчанки. Кате Милевска прифаќа топка. И остар старт на Ана Веселинова врз Анета Георгиева. Второ остар старт би требало тука судиката да се обиде да ја заштити фудбалерката на Кочани, затоа што може многу лесно да дојде до повреда. Се сплетка таму малку со топката, беше тоа Маја Ангеловска, но сепак сега нацева. Одзема топка Милевска. Кокаловска смирува Милевска кон Анета Георгиева, но Тодоровска силна во овој дуел, ја одзема топката и шанса за противнапад на фудбалерките во бели дресови. Кривања. Старт на Митревска и слободен удар. Како да не им се брза на фудбалерките на двете екипи, делуваат некако бавно, меѓутоа можеби се плашат дека ќе има и продолженија или пак пенали, па затоа ќе им треба свежина за целиот натпрев. Еве сега одлична топка одзема Тања Митревска, ја бара Милевска, ова во широчина кон Смилковска. Бара кога да проигра и кон Кокаловска. Кон Вики Спировска, добра акција сега на Кочанчанки, меѓутоа има веќе 4-5 фудбалерки во бели дресови. Спирковска се бори со две фудбалерки на Драгони и ја губи топката. Се уште трае тој дуел, а сега Ана Веселинова изфрла во аут. Веќе е изведен Арсовска, но само до Марковска. Повторно Стојановска. Милевска кон Тања Митревска. Сега во широчината добива топка Смилковска, но ја пронаѓа Каловска и одлично се снајде таа, ја изфрли од игра со број 2 Наумов. При тоа се жали на повреда, меѓутоа само аут за екипата на Кочани го изведува Смилковска. Се уште судиката не дала знак, еве сега се изведува аутот, повторно Наумов или не со број 8, тоа е Марковска. Уште еден аут за Смилковска, бара кога да проигра, топка за Милевска. Смилковска оди до крај и ова ќе биде првиот корнер на надпреварот за екипата на Кочани. Се избори таму за корнер Смилковска, мудро го направи тоа, а сега уфрлување од аголот од Кате Милевска. Шанса повеќе фудбалерки во црвени дресови да влезат во 16-никот на Драгон. Веќе ги има 6 или 7. Таму е Спирковска и Скерлевска на фрлување. Да видиме, ги префрли оваа топка сите, дали ќе стигне Скерлевска. Не успева, завршува оваа топка во аут за екипата на Драгон. Не се разбра, се чини надобро во оваа ситуација Милевска со фудбалерките во нападот. Пресилно беше упатена оваа топка. Може би ветрот малку попречува, но како и да е, првиот корнер заврши без некаква посериозна опасност пред голот на Олгица Арсова. Милевска ја бара Анета Георгиева, добро се снајде во прв момент, удар, дали има гол?
И за само неколку сантиметри топката заврши во гол аут. Изворедна шанса на Анета Георгиева. Овој пат немаше среќа. Малку недостасуваше да ја затресе мрежата на Арсова. Впечаток дека во овие почетни 15 на минути Кочанчанки играат многу подобро од Драгон. Имаат најчесто доминација и ја регистрираме и првата навистина сериозна шанса. Но немаше среќа во оваа ситуација токму Анета Георгиева. Еве сега старт на Маја Ангеловска. Аут за Смилковска. Топка кон Кокаловска. Одземена од Намов, сега во акција Марковска. Долго ја води оваа топка, кога ќе бара, топка. Добро е во стација се снајдува фудбалерките на Кочани, излезе малце во ризична ситуација Костова, но и интервенираше добро. Смилковска. Кон Кокаловска. Сега Петровиќ. Долга топка кон Анета Георгиева, но таму е Веселинова. Наумов. Не сака да ризикува, изфрла во аут за екипата на Кочани. Смилковска. Топка кон Кокаловска, уште еден аут, овој пат и преку трибините. Топката ми се чини ќе заврши некаде позади игралиштето, така е. А аут изведува Смилковска. Топка кон Георгиева. Повлечена беше малку, но тоа не го санкционира судијата и сега во контра со број 9 Кривањева. Нацева. Смилковска. И сега слободен удар. Марковска. Костован кон Наумов. Ова ја бара Маја Ангеловска. Може би ова израз на мала немоќ на фудбалерките на Драгон, бидејќи навистина немаат идеја. Меѓутоа, својата надмоќ досега Кочанчанки не успеа да ја материализираат. Останува 0:0. Тања Митровска кон Анета Георгиева. Одлично снајдува сега Кокаловска. Долга топка кон Милевска. Заднеа удар на Милевска. Високо под пречката и изворедна одбрана на Арсова. Изворедно го направи ова Кате Милевска. Биеше во левиот горе нагол на Арсова. Меѓутоа Олгица Арсова не дозволи да биде изненадена. Останува 0:0. Кочани на вистина може да жали. Имаше две изворедни шанси. Сега Петровиќ. Патодоровска. Топка кон Скерлевска ја прифаќа. Сега Нацева. Опасен напад сега на фудбалерките на Драгон. Нацева се уште ја има токата, не се открива никој. Сега лево кон Марковска, но тука е Смилковска и Милевска. Добар потек на Милевска. Остар старт на Ана Веселинова. Сега Виолета Спировска. Губи топка Маја Ангеловска и ја одзема. Марковска. Арсовска во чекор ја следи Маја Ангеловска. Тодоровска. Повторно Маја Ангеловска. Долга топка кон Нацева, дали ќе стигне. Таму е Скерлевска, но и топката излегува во гол аут. Беше предолгата, пресилна за малата Нацева. Топка за голманот Фроска Костова. Дува, би рекол, еден непријатен ветер кој во многу ќе им пречи на фудбалерките при оние долги топки, но ќе мора да внимаваат и да го имаат тоа во предвид. Тања Митровска, сега Петровиќ. Топка кон Смилковска. Петровиќ повторно во акција. Одлична топка кон Кате Милевска, но ова не ја исконтролира најдобро. Аут за екипата на Кочани. Смилковска кон Анета Георгиева. Уште еден аут. Наумов играше и со рака и изфрлива аут. Сега Кокаловска. Одлична топка кон Анета Георгиева. Да видиме дали ќе има нефол. Одличен лажен. Ќе оди соло таа сама сигурно. Одлично го прави тоа. Има и старт, но нема
Што покажува судијата, дали имало офсет позиција или пак можеби фаул од Анета Георгиева. Можеби требаше побрзо да се ослободи од оваа топка, но беше добро и изблокирана, затоа веројатно не се најде во позиција да бие директно кон голот на Арсова. Ана Веселинова. Петровиќ надфрлена, но таму е Скерлевска во дуел со Јаковска. Не ризикува ниту Скерлевска, изфрла во аут за екипата на Драгон. По подолго време, конечно, фудбалерките на двете екипи се префрлија на половината на Кочани. Сега кочанчанки ќе треба да се одбранат од овој налет. Наумов. Одлично топка одзема Кокаловска. Сега кон Тања Митреска. Ова ја бара Милеска. Долга топка кон Вики Спировска, но не стигнува таа. Донија Тодоровска таму одлично интервенира, сега Скерлевска. Со глава до Стојановска, но и побегна оваа топка. Повторно Скерлевска. Нема аут, но затоа има сега за екипата на Кочани. Дваесет и 5 минути игра на големото финале за Купот на Македонија помеѓу Драгон и Кочани на терените на Фудбалската федерација на Македонија во Скопје 0:0. Кочанчанки има две изворени шанси. Прво Георгиева биеше покрај левиот директ на Арсова, а потоа и Кате Милеска од 16-17 метри го стрелаше во горниот десен агол на Арсова, но ова одбрани Вики Спировска. Кате Милеска сега високо крената нога, дали е тоа од Кате Милеска? Да, индиректен удар за Драгон. Ана Веселинова, ми се чини дека има најсилен удар и затоа таа ги изведува овие слободни удари. Ветрот ќе биде сојузник во оваа ситуација, таму негде на работнаш на сетникот, но тука е Стојановска. Сега Кате Милеска имаш игра со Ѓон, но не покажува ништо судијката Пројковска. Продолжува акцијата на Драгон, нафрлување, но изблокирано се до тоа и прав корнер за екипата, условно речено домаќин на овој натпревар, бидејќи се игра во Скопје. Ова ќе биде сигурно прва посериозна шанса пред голот на Кочанчанки. Топката од аголот ќе ја уфрли Нацева. И Ана Веселинова се упатува во наседникот на Кочани, таму има уште 3 фудбалерки, но според она што се гледа на теренот, многу повнимателни се фудбалерките на Драгон. Нафрлена топка под самата пречка, можеше да биде ова непријатно. Не излегува во голаут. Сега Кокаловска. Во борба со Наумов, топка за, да видиме, за Драгон. Ке уфрли Наумов до Маја Ангелевска. Марковска сега. Ке грешеше и изгреши во оваа ситуација Фроска Костова, немаше контрола на оваа топка, меѓутоа можеше да биде ова страшен кикс и ова е непотребно. Им се дозволи на Скопенки да изведат уште еден корнер. Нацева. Добро се снаоѓа таму Тања Митреска и голаут. Очигледно дека кај Фроска има трема, лесна топка, не знаеше правовремено да истрча да ја фати уште кога се креваше таа од тревата. Направи голем лак, а кога требаше да ја фати таа едноставно и побегна од рацете. Кате Милеска прифаќа една топка, груп старт над неа, но и тоа од Нацева, но судијката Прековска не покажува ништо. Стојановска. Арсовска. Ја бара Тања Митреска. Сега Смилковска. Лошо проигрување, одзема топка таму со број 9, ми се чини дека е тоа Кривањева.
Топка за Смилковска. Старт на Маја Ангеловска и пријава вклизување. Повредена е Кокаловска. Односно Смилковската. Слободен удар, дали ќе го зеде Петровик или пак може би Кате Милевска, сепак Кате Милевска. Одовде може да се очекува нафрлување. И Петровик таму на работ на 16 год пред 16 год на фрлување, но скок на Петровик, назад кон Милевска, сега Смилковска. На фрлување, но без идеја, непрецизно, без некој да бара да погоди некој од своите играчки. И ова топка беше лесен плен за Олгица Арсова. Дегажман, мисля, че не ќе заврши во аут. Како да немаат идеја фудбалерките на Драгон во оваа ситуација, но резултатски се до тоа се уште не е материализирано. Смилковска. По линија кон Анета Георгиева, но еден бековски удар на Кривањева, топка за голманот Фроска Костова. Сега дегажман до средината на игралиштето, тука е Тања Митровска, ја бара Милевска, но оваа не ја прифати. Прво ја пропушти топката, потоа и побегна, сега топка губи Кокаловска. Долга топка кон со број 8, тоа е Марковска и Смилковска. Добар дрибник на Марковска. Сега Нацева. Ја изфрли лесно Кокаловска, повторно Нацева, удар или нафрлување. И цел фудбал во оваа ситуација промаши со број 11 Јаковска. Ова е првата посериозна шанса пред голот на Кочани. Проигра добро тука Марковска, потоа е Нацева. А нафрлена топка од Нацева не успеа да ја реализира токму Јаковска. Најопасната фудбалерка во екипата на Драгон. Тања Митровска. Ја бара Кате Милевска и ја пронаоѓа. Сега одлично топка кон Анета Георгиева, но тука е со број 14 сигурната Костова. Марковска. Губи топка Марковска, сега Кокаловска. Меѓутоа нема со кого да проигра. Добра акција на Кокаловска, сега Наумов и аут за екипата на Драгон. Петровик во аут. Костова. Еве мали искри помеѓу левиот бек Наумов и Анета Георгиева, но се добро се завршува без картони. Сепак судијката Пројковска најде за потребно да ги опомене двете фудбалерки. Бидејќи навистина во фер игра до сега нема потреба од искричења. Едноставно се игра за купот на Македонија. И најважно е да се прожи добра игра и што се вели со фер и коректна игра да се стигне до посакуваниот резултат. Подолго прекина играта, но во секој момент ќе продолжи таа.
Аути не падате сега. Или устите да ги взимат легендарно. Bravo. Дуел таму помеѓу Стојановска и помеѓу Арсовска. Сега старт на Јаковска, а сега Скерлевска. Се жали на повреда Стојановска, имаше таму една непријатна ситуација. Да видиме дали се работи за посериозна повреда или пак ќе може да продолжи таа. Во секој случај беа невнимателни во оваа ситуација и Јаковска за малку ќе се најдеше во позиција да го загрзи голот на Фроска Костова. Повторно прекина играта, а ќе мора да интервенира и службениот лекар. Забележено таму 4-5 фудбалерки на Драгон кај својот тренер бараат совети и се разбира освежување, иако нема сонце и има ветар, сепак на фудбалерките им е потребна малку ладна, би рекол, вода за да добијат нова сила за преостанате 10 минути до крајот на ова прво полувреме. Останува 0:0. Со тоа што Кочанчак има 2-3 изворедни прилики, само еднаш Драгон се закани кон голот на Костова, во секој случај останува 0:0. Го напушти теренот Стојановска и во овие моменти Кочаник игра со играч помалку во теренот. А сега лошо изведен аут од дали е тоа Ана Веселинова. Не сепак капитенот Андреевска, Кате Милевска во акција. Сега Вики Спировска губи топка под притисок од токму Веселинова, аут за екипата на Драгон. Во дуел Андреевска и Арсовска. Уште еден аут за екипата на Драгон. Топката во игра ќе уфрли Тодоровска. Кикс на Тодоровска. Сега Милевска. Меѓутоа ветерот ја кочи, би рекол, оваа топка, а таму Ана Веселинова одлично се снајде пред Вики Спировска. Незабележителна е досега Спировска, немаше ниту една соло акција или нешто повеќе. Проигрување. Со број 9 Кривањева. Сега Андреев. Ангеловска. Постро Андреев. Ја бара Марковска. Дуел помеѓу Марковска и Смилковска, слободен удар за екипата на Драгон. Ќе го изведе Марковска. Само две фудбалерки во бели дреси таму во на сетникот на Кочани. Вратена топка кон Маја Ангеловска. Ова ќе бие, но таму е Скерлевска. Со глава и ги чести гостинките со уште еден корнер. Можеше да ја пуштева, токму ќе излезеше во гол аут. Вака со помош на ветерот и со помош на низината глава уште еден корнер за екипата на Драгон. Ова ќе биде нова опасна ситуација во наследникот на Кочани, затоа што и ветерот е сојузник на Скопјанки во ова прво полувреме. Гол аут. Ми се чини дека тоа и беше и целта на Андреевска. Да нафрли таму некаде на прва статива, може би топката сама ќе влезе во мрежата, но
лошо ја пресмета брзината на ветерот. Сега Стојановска. Арсовска. Топка кон Кате Милевска. Се гради добро, ја покрива Нацева. Да видиме што ќе направи Вики Спировска со Тодоровска. Втората лева како победник, а сега Скелевска. Стојановска. Милевска. Во празно ја бара Вики Спировска, но таа не очекуваше ваков пас. Сега појдува таму некако мрзливо. Чуден фудбалер е Спировска, како да е сама на теренот, а сега остар старт на Стојановска и дали ќе го видиме првиот жол картон, така е. Старт на Стојановска над, дали е тоа Андреева, така е. Ленче Андреевска станува. Нема да има или ќе има потреба, не, се уште е на теренот. И повторно ќе имаме прекин интервенција на службениот лекар. Иако се игра мирно, фер и коректно, сепак од време на време има по некој малку поостар старт, а тоа ја покажува желбата на фудбалерките на двете екипи да стигнат до победа на овој значаен надпревар на ова финале на Купот на Македонија. Едно подсетување, пред 2 години во финалето играше екипата на Младост 1С. Тогаш загуби од екипата на Единство или Наше такси. Лани игра Кочани и Конзули. Кочани славеше со 4:1, а еве оваа година повторно Кочани за противник ја има екипата на Драгон. Ана Веселина долга топка, но таму треба тоа без проблем да го прифати и повторно се глупира Фроска Костова, се извинувам на изразот, но така е. Една чиста топка, не можеше ни да ја фати, нема како да нема ориентација каде се наоѓа. Втора грешка и пак ќе повторам, не знам зашто стручниот штаб на екипата или тренерите ја ставаат и даваат незе предност пред Чакмаковска. Корнер за екипата на Драгон, овој пат по левата страна. Марковска е топката. Многу несигурност покажува Фроска Костова, таа играше одлично сега во одбраната Петровик. Ја барат дали ќе ја најде Митревска, тука е сигурната Кривањева. Игра дефанзивно, иако носи дрес со број 9. Еве повторно треба да се врати назад Смилковска за да го изведе овој аут. И сега топка кон Кокаловска, но таму е Марковска. Аут за екипата сега, уште еднаш за екипата на Кочани. Некој ветерот им прави проблеми на фудбалерките кога треба да се исконтролира оваа топка. Смилковска, долга топка кон Кате Милевска, но таа не стигнува до неа. Сега Петровик, повисока во скокот со Јаковска, одлично топка кон Милевска. Ја бара Вики Спировска, да видиме дали ќе до крај, но изблокирана е. И во оваа ситуација Спировска не одигра ништо посебно, а еве сега грешка и на Кокаловска. Аут за екипата на Кочани, Смилковска. Ке уфри топката во игра. Кого бара? Уште еден аут. Топка кон Петровик. Ја бара Анета Георгиева. Петровик. Добро одигра, сега ја бара таму Вики Спировска, но таа ниту има изгледа да ја прифати топката, ниту пак има квалитети. Арсовска. Топка за Стојановска. Нафрлување на пеналтикот, но тука е Наумов, сега повторно Вики Спировска и повторно губи топка. Петровик. Ке бие одличен удар и со нозе таму се снајде добро во оваа ситуација. Еве сега уште еден удар, но изблокирано е се до тоа и корнер за екипата на Кочани. Ново големо возбудување пред голот на Олгица Арсова. Биеше од далечина Петровик, а Арсова мораше да брани со нозе, бидејќи навистина беше непријатен удар. Како и да е, ја спаси својата мрежа. Корнер за екипата на Кочани, уфрлување од десниот агол Кате Милевска. Одлично нафрлување на втора статива, дали таму Скерлевска ќе пристигне, не, ќе прифати. Тодоровска изфрла во уште еден корнер, овој пат од левата страна.
И овој корнер ќе го изведе Гате Милевска, а во 16-етникот на Драгон 5-6 фудбалерки во црвени дресови. Ја местева тоа Гате Милевска прописно. Да видиме дали ветрот ќе биде сојузник на пат на екипата на Кочани или пак ќе им попречи. Нафрлување на пеналтикот, удар со глава, сега Скелеска бие неуспешно, изблокира се тоа, Вики Спировска има топка, се обидува да дрибля, не успева и сега топка кон Јаковска. Пропушти тука Смилковска и Јаковска е сега во предност. Да видиме дали ќе биде доволно брза, удари и водство на екипата на Драгон, навистина невнимание, сгреши тука Смилковска, истрча во празно, а тогаш Јаковска сама истрча добри 40 на метри и ја пласираше топката која одвај влезе во небранетиот дел од мрежата на голманот Фроска Костова. Навистина невнимание. Две фудбалерки во црвени дресови беа покрај Јаковска, не знаеа да ја изблокираат и тоа е водство на Скопјанки од 1-0. Залудна беше надмоќната игра на Кочанчики во овој дел од преварот. Во последната минута или можеби уште минута-две. А еве сега груп старт, не знам зошто сега не покажува жолт картон судијката Пројковска. Ова беше намерна игра со рака, но тоа не сакаше да го види. Петровиќ. Премногу ја ситничи ова игра Пројковска. Петровиќ на фрлување, но да видиме и излегува и брани Олгица Арсова. И во овој момент, без ниту една минута продолжување, судијката Пројковска означува крај на првите 45 минути. Водство на екипата на Драгон од 1-0, но овде се уште се не е решено, затоа што Кочанчеки на вистина во првите 45 минути имаа повеќе од играта, имаа повеќе шанси, но каква корист од тоа кога не успеа да затресат мрежата на солидната Олгица Арсова. Почитувани гледачи, се слушаме и гледаме на почетокот на второто полувреме. На почеток сме на второто полувреме на преварот помеѓу екипите на Драгон 2014 Кочани. Натпревар Почитувани гледачи, во секој момент треба да започне второто полувреме од финалето на купот на фудбалскиот клуб на Македонија во женски фудбал. Играат екипите на Драгон и Кочани. По првите 45 минути Скопјанки водат со 1-0 со голот што во 45-та минута го постигна Ели Јаковска по една брза контра, беше невнимателна Смилковска. Не пратеше најдобро и Арсовска и сето тоа го искористи токму Јаковска. Мора да ве подсетам дека во текот на првите 45 минути фудбалерките Кочани беа подобар противник, има и повеќе шанси за гол, меѓутоа каква корист од сето тоа кога не успеа да реализираат. Од центарот тргна фудбалерките на Драгон, по левата страна Марковска во акција, аут за екипата на Драгон. Инаку на паузата помеѓу двете полувремења овде на трибините на стадион на фудбалските терени на Федерацијата на одличен продол сега на Јаковска, да видиме како ќе оди се до тоа. Одлично се снајде соло продор, до крај оди и Арсовска успеа да изфрли во корнер, беше ова опасен налет, одличен соло пробив на Ели Јаковска и побегна топката, во секој случај, јас мислам дека е корнер. Та и припаѓа на фудбалерките на ЖФК Кочани. Некав не знам зашто сите финали не се играат овде на овие терени, затоа што скопските екипи секогаш се домакинки овде и гостинките условно од внатрешната се во подредена ситуација. Освен тоа и пред 2 години кога ЖФК Младост и НИНС од Кочани играше во овдешното финале, се жалеше на судиите дека токму тие судеа во корис на
домакингите на Скопјанки, еве и денеска тоа се случува. Одличен продор сега на Нацева, но изгуби контрола на топката, а сега Арсовска. Аут за екипата на Драгон. Не успеа да прифати Кате Милевска. Тодоровска. Ана Веселинова, дали поминува топка? Вики Спировска. Ке солира таа, но не може да изолира, покрие не секогаш навреме, бавно, тромо игра Спировска. Еве сега шанса за контра. Вошед на седникот до удар и гол, 1:1. Извореден гол на Анета Георгиевска во третата минута од второто полувреме. Кочанчанки израмнуваат. Сгрешија таму во одбраната фудбалерките на Драгон, а тоа најдобро го искористија Вики Спировска и пред се Анета Георгиева. Сега се почнува, би рекол, од почеток. Во вистински момент ми се чини дека Кочанчанки постигнаа гол и сега ќе имаат мотив повеќе да притиснат, да нападнат и да стигнат до посакуваната цел. За само 2-3 минути повтор пат тргнуваат од центарот фудбалерките во бели дресови, Елијаковска и Марковска, назад кон Ана Веселинова. Да почнеме уште еднаш дека екипата на Драгон е хендикепирана, бидејќи денеска не игра Станкица Атанасова. Беше овде на трибините, но не успевавме да дознаеме кои се причините, а сега еве акција преку Маја Арсовска. Односно Маја Ангеловска. Топка кон Андреева на фрлување Спировска и да видиме 2:1. Каков кикс во одбраната Скопјанки по само еден. Имаше таму игра со рака, но како и да е, Јаковска доаѓа до својот втор гол на денешната средба и по само минута 2 водство на Драгонот 2:1. Многу лесно дозволија Кочанчанки да го примат овој втор гол. Кате Милевска. Смилковска. Кокаловска греши, а Вики Спировска таму повторно нешто протестира. Ми се чини дека и судијката повеќе трчаше од неј на денешниот надпревар, но тоа е тоа. На тоа треба да мислат тренерите, а не коментаторите, нели? Сега нема прекршок од Марковска во дуел со Смилковска, аут за екипата на Драгон. Ми се чини дека крајно време е Вики да биде извадена од екипата. Петровиќ ја води топката и ја губи. Нацева мудро ја одзеде и сега дуел помеѓу Петровиќ и Нацева. Слободен удар за екипата на Драгон. И во ова второ полувреме дува силен ветер овде покрај Вардар, кој секако им создава проблеми на фудбалерките. Удар, да видиме, за малку непрецизен. Забележаа гостингите дека, односно фудбалерките на Драгон, дека Фроска Костова не е најсигурна на својот гол и ми се чини дека и најмала прилика да бијат ја користат. Можеше сигурно подобро да интервенира и при вториот гол, но некако лута, би рекол, пред гол линијата на својот гол. Кате Милевска. Стојановска, Арсовска. Дривљана излегува како победник, Елијаковска е упорна, сега Петровиќ одлично се снајде, но и побегна оваа топка, продолжува акцијата на Кочанчанки, но тука е Нацева. Ја има секаде и добро се снаоѓа, помина покрај Кокаловска, но губи топка, сега Арсовска. Топка кон Вики Спировска. Дали ќе стигне или аут за екипата на Кочани? Смилковска кон Кокаловска. Сега Кате Милевска и побегна оваа топка од поднога. Еве сега Вики Спировска кон Анета Георгиева.
Одлично ја прифати оваа топка, ја бара Спировска, но таа е покриена и скриена. Не се обидува да се открие сега Стојановска, па Арсовска. Тодоровска е изфрла неконтролирано во надвор од игралиштето. Стојановска, Тања Митреска. И сега стартот зад грб, а судиката Пројковска не гледа ништо. Иако имаше стартот зад грб, таа не досуди токму. Ништо остави токмата да заврши во аут. Овој пат аут за екипата на Кочани. Анета Георгиева. Митреска. Вики Спировска и повторно губи топка, кој знае по кој пат и прави прекршок во напад. Навистина е чудно како игра Вики Спировска. Наумов, но пресекува таму Смилковска уште еднаш. И топката се одби повторно до фудбалерките на Драгон. Сега добра акција по десната, по лева страна преку Марковска. Сама е таму, но убаво ја задржува оваа топка. Добар старт на Смилковска, сега Петровик. Тања Митреска. Топка кон Кате Милевска. Застана и таа нешто во второто полувреме. Солира добро, добра топка кон Анета Георгиева, но внимателна е Ана Веселинова и излегува голманот Олгица Арсова, прифаќа топка за Тодоровска. Андреевска. Петровик одзема топка. Тоа е тоа што го зборував и фудбалерките на младост еднина се жалеа на судењето овде во Скопје на финалниот натпревар пред 2 години. Мината година исто така имаше одредени приговори, а сега сум сигурно дека и сега ќе биде така. Добра акција на Андреевска. Сега нацева, одлично фрлување, но конечно добра интервенција на Фроска Костова и сега топка кон Кокаловска. Дали ќе ја прифати на невнимателна Маја Ангелевска. Прифаќа една топка удар, но сето тоа завршува во гол аут. Скерлевска ми се чини дека ќе ја офрли топката во игра. Кон средината на теренот, прифаќа Вики Спировска, но се одбива и оваа топка од незините нозе. Па сега солиране потребно и да видиме аут за екипата на Драгон. Бескорисна е денеска на вистина Спировска. Петровик изфрлува аут. Маја Ангеловска. Сега Петровик. Кокаловска таму сама се загуби со топката. А сега Анета, односно топка за Ана Веселинова. Костова. Наумов. Па Марковска. Добра топка кон Нацева, но Скелевска. Сега Петровик. Греши и таа. Случајна топка до Кокаловска. Ова е бара Смилковска и сега Митревска. Добра акција сега на фудбалерките на Кочани. Освојуваат простор. Кокаловска кон Кате Милевска. Одлично се ослободи таа од Ана Веселинова. Милевска. Па Вики Спировска и повторно кис имаше 2 фудбалерки лево. Меѓутоа Вики навистина денеска не како да игра за екипата на Драгон, не за екипата на Кочани. Долга топка кон Јаковска и ќе ја прифати таа топка. Старт, Скелевска не успева. И среќа ја заборави оваа топка Јаковска, а сега и старт од нејзина страна за да ја изфрли во аут. Борбена е брза, има одлична контрола на топката и иако таа е сама во шпицот, сепак им прави многу проблеми на фудбалерките во црвени дресови. Акција преку Скерлевска, па сега Петровик и Тања Митреска. Митреска. Одлично ја наоѓа Стојановска, оваа на прва, топка кон Анета Георгиева. Дали има кој врат, таму Вики Спировска следи
Одлично се снајде. Да видиме, одлична шанс. Ова од Вики Спировска е невозможно. Требаше само полека. Кате Милевска удари 2:2. Извореден гол на Кате Милевска. Тоа што не знаеше и не можеше да го направи Вики Спировска, се уште таму седи, се брука, би рекол, на теренот. Изворедно го направи Кате Милевска, одзеде топка и изравнува на 2:2. Изравнување на резултатот на 2:2 стои со голот со број 10 Милевска Катерина. – 18-19 минути игра во вториот дел, почитувани гледачи. 2:2 е навистина интересен натпревар. Два пати воство имаше Драгон, два пати успеа да изравни екипата на ЖФК Кочани и сега повторно грешка на Тодоровска. Аут за Анета Георгиева. Нацева тука правовремено влезе во уфрлување и ја изфрли топката уште еднаш во аут за екипата на Кочани. Сега Стојановска ја враќаат назад. Ова е тоа ситничење на судијката за 1,2 м. Кате Милевска има прифаќа топка, но старт на Тодоровска. Сега се жали дека добила некој удар и повторно прекин. Се чувствува таа блага наклонетост на судијката кон фудбалерките на Драгон, кон новите шампионки во првата фудбалска лига за жени на Македонија, иако тоа е непотребно. Во првото полувреме имаше 3-4 прекини кои траја по минута 2, но Пројковска не досуди ни 2 минути продолжување. Напад на екипата на Кочани сега Смилковска. Ја бара Тања Митревска. Греши Нацева. Ја одзема топка Нацева. Одлично се снаоѓа Нацева. Ја бара таму Марковска, но се враќа и Смилковска. Ке нема брза контра, што е многу битно. Топка за Кривањева. Марковска повторно и Кривањева. Ја бара Нацева. Одлично се снаоѓа Марковска, а сега Арсовска. Топка приваќа Тања Митрева. Топка за Кате Милевска. Очекува топка. Игра со рака. Ова е не за жолт, за 2 жолти картони. Во ваква ситуација жолт картон е мала казна, бидејќи беше исклучително добра прилика за контра. Каква корист има од тоа екипата на Кочани, судијката навистина наклонета кон условно домашните фудбалерки. А сега тренерите на Кочани прават, би рекол, малку неочекувана замена. Излегува Фроска Костова, на нејзино место влегува Чак Маковска. Да се смени голман во ваква ситуација е малку дискутабилно, но веројатно исплашени од киксовите на Костова, тренерите го прават овој потек. Се мести да бие Кате Милевска, сојузник е и ветерот, да видиме дали ќе го загрози голот. Удар, одличен удар, но и добра одбрана на Арсова. Не беше тоа најпрецизно удар, да беше под пречката ќе беше многу поопасно, вака полувисока топка, лесен плен за Арсова. Брза контра на фудбалерките на Драгон. Марковска по лева страна, кај неа е Кате Милевска. Нацева, кога е кај неа топка, таа е најопасна. Далеко е од неа Арсовска. А сега со број 9 враќа назад Кривањева, па Маја Ангеловска, Наумов, топка кон Марковска. Нацева ја има секаде, изворедно трча ова девојче. Марковска удар, непрецизен, завршува гол аут. Скерлевска.
Намов прифаќа топка. Сега Кокаловска. Долг пас кон Анета Георгиева. Таа е во борба со Ана Веселинова. 2-3 фудбалерки во бели дресови нормално излегуваат како победнички во оваа неравноправна ситуација. Наумов. Топка за Марковска. Лесно излезе на крај со Смилковска. И понатаму Марковска. Сега нацева, ќе бие. Одлично и изворедна одбрана на Чакмаковска. Веројатно тоа е таа измена која мисля и смета дека е потребно да не направат Јовановски и Андонов. Прва интервенција и еве сега и прв дегажман на Чакмаковска. Долга топка, прати таму, следи добро Анета Георгиева, таму е и Ана Веселинова и да видиме дали е аут или корнер. А се подготвува уште една измена, овој пат во екипата на Драгон. Со број 16 Моника Тодоровска, во игра влегува со број 15 Мартина Димковска. Ке излезе високата Тодоровска, а ке влезе малата Никовска. Дали тоа Димковска ми се чини, ќе видам кога ќе го догледаме бројот на дресот што го носи. Значи со број 15 така е Мартина Димковска. Аут за екипата на Кочани, Кате Милевска прифаќа. Сега Стојановска во грбот на Андреевска и корнер. Нафрлување на Кате Милевска во 16-никот на Драгон. На втора статива, таму е Вике Спировска, удар со глава, од самата гол линија ја изфрли топката. Дали е тоа нововлезената Димковска или не, тоа е нацела. Конечно еден добар потек од Спировска, аут за екипата на Кочани, Митреска. Дали има фаул? Не. Сега Митреска продолжува играта, а на повреда се жали Смилковска. Митреска во борба со две фудбалерки и конечно аут. Доби некој удар во глава или в лице таму Смилковска, се жали на повреда, но овој пат судијата не прекина како што прекина пред малку кога на повреда се пожали една од фудбалерките на Драгон. Двоен аршин, тоа е очигледно, но и во ваква ситуација кочанчанки се држат мощно добро резултатски, 2:2 е. Еве сега долга топа, но тука е Петровик. Ја следи Јаковска. И слободен удар конечно за Петровик. Топка кон Кате Милевска, сега Анета Георгиева, удар. Со три фудбалерки во борба, се уште има во своите нозе топката. Еве изворена шанса, Кокаловска бие и 3:2. Кокаловска од 14 метри бие во десниот долен агол на Олгица Арсова, 3:2. Кочани победува со 3:2. Одлично проигра во прв момент Кате Милевска, ја бараше Анета Георгиева, ова во судар со три фудбалерки во бели дресови, успеа некако да се избори за топката, таа стигна до Кокаловска, ова биеше прецизно во десниот долен агол на Олгица Арсова. 3:2 за екипата на Кочани, конечно пресврт. И уште една измена во кај кочанчанки, ќе влезе засилувањето од Нигерија Афонја Глори, а излегува Смилковска. Значи, според досегашните две измени што ги направија тренерите на Кочани, се засилува одбраната, пред се прво голманот Чакмаковска, потоа и Смилковска, десниот бек, на нејзино место влегува Афонја Глори. Првата црномуреста фудбалерка во женскиот фудбал во Кочани. Сега ќе мора екипата на Драгон да тргне посилно, поотворено кон голот на Кочани. И тоа ќе биде шанса за брзата Анета Георгиева да го загрози голот. Сега Јаковска. Но добро одзема тука Петровик. Напад на Драгон по десната страна. Нацева.
дали ќе има нафрлување, одлично нафрлена топка, Јаковска, сега Стојановска, малку панично, кикс прави таму Кокаловска, но тука е Петровик и одземена топка, Митреска, Анета Георгиева. Одлично ја контролира топката, таа денеска веројатно е најдобра фудбалерка во екипата на Кочани, Вики Спировска. Може би таа конечно ќе се разигра. Добро солира, ја бара Анета Георгиева, сега Митреска. И ова беше навистина груп старт од Наумов. Да видиме што ќе се случи. Конечно аут. Груп старт таму на Наумов, но судијката не се обидува ниту да го побара жолтиот картон, не да го покаже. За грб, онака кукавички, еве конечно сега ја бара Наумов за да и покаже жолт картон. Се уште лежи таму недобрата фудбалерка во моментот на екипата на Кочани, Анета Георгиева. Се гледа по изразот на лицето дека трпи навистина сериозни болки, но се надеваме дека ќе може да го продолжи над преварата. Сепак ќе мора да го напушти, барем за одредено време. Ќе биде навистина голем хендикеп ако нема да може да продолжи да игра до крајот на ова финале, затоа што денеска покажа навистина најмногу. За екипата на Драгон Спортски ја враќа топката на фудбалерите на Кочани. Стојановска е изблокирана, сега аут за екипата на Кочани. Не забележав дали се врати во игра Милеска, добро се гради и прифаќа одлична топка. Сега Петрович и изворедно. А Ана Веселинова во директен дуел со Тања Митреска и навистина ова е навистина груба игра. Пред се би рекол по грешка или допуштена од судијката Пројковска. Нема потреба сега кога веќе Кочани дојде во водство да се со груба игра да се бара начин да се стигне до изравнување. Пред малку ја изнесува Анета Георгиева, а сега тешко дека ќе може да продолжи и Тања Митреска. Повторно прекин од веројатно минута 2. Ке мора и Тања Митреска да излезе од теренот. Спортски таму приоѓа Ана Веселинова за да покаже дека стартот не бил намерен. И повторно некој недоразбирање, судиката фудбалерките на Кочани мислеа дека ќе биде допуштено тие сами да проиграат затоа што беше судиска топка, меѓутоа некоректно од домакинките условно кои ми ја задат топката, а сега слободен удар за екипата на ЖФК Кочани. Беше фаулирана Петровик, а таму нешто коментираше Ели Јаковска. Петровик долга топка кон Анета Георгиева, но тоа е пресилна топка, завршува гол аут. Збиени сега редовите во одбраната на Кочани, се чува овој резултат од 3:2. Се чека да грешат фудбалерките во црвени дреса, односно во бели дреси, да се направи една контра. Напад сега преку Марковска. Долга топка кон
Андреевска, но таму сигурно во одбраната Вики Спировска. Сега Митреска. Митреска. Сгреши и ова може да биде опасно, но е повторна топка за Милевска, која исто така греши долга топка кон Андреевска. Андреевска и Стојановска. И фаулирана е Стојановска. Добро се загради, ја изблокира Андреевска и изнуди слободен удар. Добро е тоа да се здивне малку, да посетен Кочани има предност од 3:2 и е на добар пат да го освои повтор пат Купот на Македонија. Долга топка кон Анета Георгиева. Се бори со неа Маја Арсовска. Старт лизгачки и повторно слободен удар за екипата на Кочани. Ова е втор или трет старт на Ангелевска, на Маја Ангелевска над Георгиева, но за судијката Пројковска тоа не значи ништо, не ги регистрира. Требаше до сега Маја да добие барем 2 жолти картони. Петровиќ ќе нафрли во 16-етникот на Драгон, а таму се 3 фудбалерки во црвени дресови. Кате Милевска, Кокаловска и Георгиева. На втора се тива директно кон голот и на самиот горе на гол на Олгица Арсова. Ке немаше може да интервенира Арсова, но за малку беше непрецизна Петровиќ. Арсовска во дуел со Марковска. Побрза е Марковска, но добро покрива и Арсовска. Враќа назад кон новолезената Димковска. Сега е Јаковска и Глорија Фоњу. Прав старт, слободен удар за екипата на Драгон. Би рекол дека тоа можна опасна зона, треба да внимава овде нигеријката, но не потребно кога со грпи беше свртена Ели Јаковската, а стартуваше и направи прекршок. Слободен удар ќе го изведе со број 9 Накшие Кривањева. Чак Маковска се уште го мести живиот зид. Може да биде ова многу опасно. Да видиме удар, висока топка, пречка, Јаковска, па и топката заврши во гол-аут, има офсайд. Многу среќа, меѓутоа и присебност имаше чак Маковска, ја допре оваа топка, заврши во пречката, се врати назад на 4-5 метри од незиниот гол и тука не се снајдоа најдобро фудбалерките на Драгон. Останува 3:2 за екипата на Кочани. Беше ова опасна ситуација. Еве сега добра шанса за контра, но таму не греши Костова. Марковска. Многу истрчно денеска, еве сега Кате Милевска одлично пресекувана топка. Скеди сама, оди на неа Ана Веселинова и ќе направи сигурно фаул. Стојановски. Повторно Кате Милевска. Одлично топка кон Митреска. Добро се ставаѓа таа. Дали ќе ја пронаоѓа Анета Георгиева, но тука сигурна Костова и корнер. Добра комбинаторна игра на фудбалерките на Кочани. Побоството како да добија криле се ослободија и прикажуваат на вистина една прекрасна игра во која остваруваат за сега барем водство од 3:2. Кате Милевска и Тања Митреска таму на аголот од игралиштето, но се повлекува Митреска, ќе има нафрлување затоа што Димковска излезе и им попречи. Ако има намера да проиграат меѓу себе. Нафрлување на прва сатива. Одличен удар на Петровиќ, уште еднаш со глава и драматично е пред голот на Арсова. Сега удар на Кате Милевска на втора статива, но повторно непрецизно за малку. Останува 3:2. Извореден потек беше тоа на Петровиќ, биеше, но рефлексно ја одбрани оваа топка Арсова за да ја остави екипата на Драгон во игра во ова финале на Купот на Македонија за жени сезона 2014-2015. Арсовска приоѓа, Кокаловска таму, но греши Наумов. Аут за екипата на Кочани. Ќе го изведе дали тоа Смилковска, не, Арсовска.
Што сега покажа судијката Пројковска? Трча кон голманот Олгица Арсова. Нешто дискутираат, само тие знаат што. Во секој случај мислам дека многу брзо надпреварот ќе продолжи. Дали се пожали таму на нешто Арсова или пак само некој коментар, топка за екипата на Кочани. Арсовска, топка кон Кокаловска. Се гради добро, таму е Марковска, приоѓа и Петровик, повтор Кокаловска и аут за екипата на, се мислеше судијката за екипата на Кочани. Повторно Арсовска. Добро топка кон Кокаловска. Таму е Костова, па Марковска и сега Ели Јаковска прифаќа топка. Одлично се снајде Анета Георгиева. Денеска изгради изворено, но и брзо сгреши. Јаковска во акција, топка кон Нацева, дали е тоа? Одлична акција на Скерлевска. Одлично одира Митровска, сега Петровик. Беше ова навистина страшен старт на Ана Веселинова и само жолт картон. За вакви стартови во Европа даваат црвени картони, но овде судијката Пројковска едноставно покажува дека има клуб кој е привилегиран кога таа свири и затоа покажува само жолт картон. Добро е што не се повреди Петровик, снажна е таа, исто како и Ана Веселинова. Продолжува акцијата на Кочани. Еве ја повторно Ана Веселинова. Сега Андреевска, Митровска, топка кон Кокаловска. Продолжува акцијата, Митровска бие, пречка, изворен удар на Митровска, фудбалски потекло, немаше среќа, останува 3:2, сега Анета Георгиева. Одлично се снаѓа, добар дривник. И кога помина две фудбалерки не успеа и третата, сега Петровик. Нешто како шут, но падна и таа. И сега би требало да бараат преки фудбалерките на Кочани. Митреска изфрла ваут за да се укаже помош на Катарина Петровик. Дали се повреди при тој обид да бие, малку се и лизна, можеби тоа е некој истегнување на мускулите или пак препоните, како и да е. Ми се чини дека Петровик ќе го продолжи надпреварот. Навистина ќе беше еврогол оној удар на Митреска во десниот, односно во левиот горе нагол на Олга Арсова, но сантиметри фалеа за да го зголеми воството на Кочани на овој надпревар. Многу убави фудбалски потези помеѓу двете екипи. Лошо изведен аут, сега аут за екипата на Кочани. Арсовска ќе го изведе, ја бара таму Кате Милевска, старт на Димковска, потоа Костова, еве сега топка за Стојановска, сама е по левата страна, ќе ја бара Анета Георгиева, таму е Ана Веселинова и ја истурка надвор од игралиштето. Веселинова ја истурка Ана Георгиева, уфрлување во игра од страна на Веселинова. Долга топка кон Кате Милевска, тука и попречи сега Вике Спировска. Топка кон Петровик. Добра акција на Петровик, сега Кате Милевска. Стојановска, добро. Проигра Петровик. Изворедна уште една акција на Стојановска, дали ќе бие? Не, нафрлува таму ја бара десно Митровска, но далеко оди оваа топка нагло од игралиштето, а таму безкомпромисен старт на Наумов. И кога треба и кога не треба се покажува сила, се покажуваат зави, што ми се чини дека одраста на водство на Кочани и гневот кај Скопенки што губат прв пат во оваа фудбалска сезона. Имат негативен резултат. Нацва таму за моментно ја изгубила топка, сега Кокаловска и приоѓа
Јаковска, помеѓу две фудбалерки во бели дресови Кокаловска, дали ќе се избори и конечно покажува дека имало фаул, а сега ја згазна или грчна ногата на Кокаловска. Беше во дуел со две фудбалерки во бели дресови, поснажни, посилни од неа и тој напор ја доведе до грчна десната нога. Уште 8 минути според мојот часовник до крајот на регуларните 90 минути, но сигурен сум дека судијката Пројковска ќе определи некој продолжение од најмалку 3-4 минути. Во првото непродолжението минута, затоа што имаше Драгон Востова, а во второто сигурен сум дека ако остане во резултат ќе има поголемо продолжение. Одлично нафрлена топка, но не испада нафрлување, туку биење кон голот, непрецизно во гол аут. Долга топка кон Марковска. Приоѓа таму Кате Милевска, сега Андреевска. Ај, друга страна! Долга топка на Андреевска кон Нацева. Ова враќа назад кон Марковска. Некако вид нафрлување, таму притрчува и чак Маковска и ја прифаќа оваа топка многу посигурно од Костова. Се забележува замор кај фудбалерите на двете екипи, многу потешко се движат по теренот, истрча многу во овие 84-5 минути. А сега дол дегажман на Чакмаковска, Ана Веселинова, па Андреевска. Тања Митровска таму покрива, но Наумов е со топката, Марковска сега, Андреевска. Се пожели и Андреевска на удар, сега топка за Кривањева. Сега Маја Арсовска греши, Кате Милевска. Ќе ја гради добро ова топка, Вики Спировска. Со Кате Милевска, прочитано е ова, сепак аут. Аут за екипата на Кочани, Ана Веселинова, со лизгачки старт пред Вики Спировска изфрла во аут. Ќе го изведе Стојановска, како и сите во досегашниот дел од преварот. Кога се изведува аут по левата страна. Стојановска бара кога да проигра, Кате Милевска. Прифаќа добро, топка кон Митревска, но претходно аут. Аут за Маја Ангеловска. Димковска, но добар старт на Стојановска, уште еден аут за Драгон. Ана Веселинова. Долга топка кон одлично прифаќа Петровик, награди. Старт на Јаковска од зад грб. Уште еден слободен удар за фудбалерите на Кочани. Сега при секој дел скопјанки фаулираат. Но тоа може да им биде од корист на кочанчанки, затоа што имаат водство. Еве сега одлична топка на Митревска кон Арсовска. Оваа се ослободи од во еден момент од Намов, но и остана топката зад неа, немаше добра контрола и сега контра на фудбалерките во бели дресови. Андреевска. Долга топка кон Јаковска, но таму покрива Афоња, приоѓа Чакмаковска и побрза е, посигурна е од Јаковска. Останува 3:2. Сгреши тука Афоња во обид да ја изфрли топката. Ана Веселинова, лош удар, но добро прифаќа сега, не пречена од никого Олгис Арсова. Топка кон Наумов. Па Андреевска. Старт на Арсовска, изворедно го прави тоа. Уште еден аут. Повторно топка кон Андреевска. Има многу енергија во незините нозе. Добро се загради сега Јаковска. Па Нацева. Вратена топка назад кон Марковска. Ова нафрлува.
тука е Вики Спировска и прифаќа топка Анета Георгиева. Дуел помеѓу Георгиева и Марковска. Георгиева беше поуспешна и изнудува слободен удар. Уште 3 минути од регуларниот дел од овој надпревар, од ова финале за Купот на Македонија. Екипата на ЖФК Кочани во Скопје против Драгон води со 3:2. Забележам дека ќе имаме уште една измена, ќе влезе Верица Георгиева, но не дозволува судијката да се изврши измената. Петровиќ долга топка, ќе заврши таа во голаут, да се добие малку време, да се здивне. Изморени се фудбалерите на двете екипи, а сега ќе биде извршена и измената во екипата на Кочани, ќе влезе Верица Георгиева, а ќе излезе Сашка Кокаловска. Истрча многу и добива заслужен аплауз за борбеноста во овој надпревар и за се она што го прикажа. Постигна и еден гол, оној третиот за водство. Добра партија во секој случај на Сашка Кокаловска. Верица Георгиевска зазна позиција во нападот, а фудбалерките на Драгон ја уфрлаа топката од пред својот 16-тник, таму излета во празно Анета Георгиева, непотребно. Еве сега топка прифаќа Кате Милевска, Тања Митреска. Да видиме кога ќе проигра. Ја бара Верица Георгиева, но оваа напамет повторно акција. Петровиќ пресекува, одлично се снаоѓа. Добра позиција, дали ќе бие? Се мести на шут, старт на Веселинова од задгрб. Имаше овде одолжен прекршок, но судите тоа не го судат. Марина е изворедна и денеска во одбранбените ситуации. А сега контра на фудбалерките на Драгон. Долга топка кон Јаковска, но изворедна Афонја. Сега Петровиќ. И конечно ким аут за екипата на Кочани. Афонја Глори во оваа ситуација изворедно интервенираше. Тргна навреме, прочита дека ќе биде проиграна Јаковска и тоа е рецептот да се спречи една од најдобрите фудбалерки во Македонија. Сега Георгиева влечеше за адрес и слободен удар за екипата на Драгон. 44-та минута. Во теке 45-та. Сега само судиите знаат кога овој надпревар треба да заврши. Одлично го прави ова искусната Тања Митреска. Враќа назад до и загубена топка на Митреска. Оде таму, мислеше дека беше тоа Нацева, а сега нигеријката во дуел со една од фудбалерките на Драгон. Чиста ситуација, Арсовска топка кон Петровиќ, која игра малку поотворено во овие моменти. Сега Митреска ја наоѓа Верица Георгиева изворедно и шанса за добра акција. Одлична топка на Георгиева, но пресечена е. Повторно таа пристигнува. Дали ќе солира до крај? Одлично ја пронаоѓа Стојановска, ова не очекуваше и загубена топка. Беше ова добра шанса за фудбалерките на Кочани да го решат овој надпревар. Вака ќе мора до крајот да се стрепи. Андреевска. 3 минути продолжување. Сега Скелевска изворедна во оваа ситуација. Арсовска. Стојановска. Топка кон Тања Митреска, кога ја има таа, тоа е најсигурно, но непрецизно аут за екипата на Драгон. Значи 3 минути продолжуваат судиите. Една веќе истечена ми се чини. Уште 100 секунди и ова финале за Купот на Македонија за жени ќе заврши. Доколку остане во резултат Кочанчанки, уште еднаш ќе го подигнат пекарот. Напад, опасен напад на фудбалерките на Маја нафрлува. Одличен скок на Скерлеска во стил на голем одбранен фудбалер, а сега топка кон Ана Георгиева. Полека, не мора да брзаат. Ја држи топката во своите нозе. Петровиќ невнимателна, но еве добар старт. Продолжува акцијата. Петровиќ долга топка, но не очекува ниту Георгиева, ниту Кате Милевска дека ќе има, дека ќе добијат топка во овој момент. Изваредно се избори Катарина Петровиќ во оваа ситуација.
иако малку предолго ја држеше топките во своји нозе, што предизвика нервоза кај публиката и кај раководството на Кочани, напад на екипата на Драгон. 47 минута, 48 од преворот, веќе се бројат секундите, еве ја Скерлевска во акција, сега Митревска. Ја наоѓа Георгиева, но ова сгреши. Чудна грешка, може да иде до втор гол, напад, притрчува сега Георгиева и изворедно го прави ова, изблокира сега Кате Милевска. Ја баре ја наоѓа Митревска. Таму е верше Георгиева, стартот за греб на Марковска и ми се чини дека тука некаде е крајот на надпреварот, а Драгон малку задоцнато ја прави третата измена на денешниот надпревар, ќе излезе Наумов десниот бека, ќе влезе Јанкуловска, но ми се чини дека сето тоа е задоцнето. Може би уште овој напад на Кочанченки и Кате Милевска ја бара Верше Георгиева, ова малку бавна со Костова во дел, сепак ја задржа топката во своите нозе и изнудува аут, што е можне добро во оваа ситуација. Не им се брза сега на Кочанченки, го имаат пехарот, би рекол, во своји раце. Уште едно враќање на топката во игра, скок на Милевска, но тука е Петровик безкомпромисна, ја избива оваа топка и таа ќе заврши, да видиме, во гол аут. Нема корнер, само гол аут. Повеќе од 3 минути се игра веќе. Фаќа топка Андреевска. Во дол со Кате Милевска, изворедна Кате Милевска. Уште еден аут за екипата на лош изгледно, ништо не покажува судијата и во овој момент крај екипата на Кочани по втор пат едно по друго го освојува купот на Македонија во фудбал за жени со победа против Драгон, против лутиот ривал, против екипата која ги замрси сите сметки во првенството. Кочанчанки успеваат да стигнат до победа 3:2 и да ги залечат, би рекол, раните по она што се случуваше во првенството оваа година. Навистина нема тогаш среќа затоа што во Скопје загубија со 4:2. Тогаш се коментираше со судски неправди, потоа во Кочани има невозможен терен за игра и загубија уште еднаш со 2:0. Еве, во финалето на Купот на Македонија, во една изворедна игра, во динамична игра, направија 2 пати пресврт, водеа Скопјанки со 1:0 и со 2:0, но Кочанчанки успеваат да стигнат и на крајот да направат комплетен пресврт и да стигнат до победата од 3:2, која значи освојување на пехарот на Купот на Македонија. Честитки за оваа изворедна игра. Овие девојки покажаат дека знаат да играат, дека она што им се случи во првенството беа само лоши моменти и едноставно моменти во кои нема среќа, не беше се наклонето на нивна страна, туку среќата беше свртена кон екипата на Драгон. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Сега ќе имаме веројатно прогласување на победникот, доделување на пехарот, а потоа Кочанчанки ќе слават затоа што и ова е навистина голем успех. Секоја победа против силната екипа на Драгон е успех кој треба да се прослави соодветно. Тоа во овие моменти го прават фудбалеките во црвени дресови. Уште една ЖФК Кочани, ЖФК Драгон во Скопје на терените на Фудбалската федерација на Македонија, 3:2, полувреме 0:1. Ке се задржиме уште малку на терените на Фудбалската федерација, да го проследиме доделувањето на пехарот, на освојувачот на Купот на Македонија, втор пат едно по друго. Ова е прва екипа која успеала да го освои 2 пати Купот. Ке беше многу добро и многу и ке бе исполнити 100% плановите ако се освоеше првенството, затоа што тоа обезбедува учество во Лигата на шампионите, но во фудбалот понекогаш не победуваат најдобрите, туку тоа знаат да го сторат оние кои во даден момент имаат повеќе среќа. Денеска ЖФК Кочани покажа дека е подобра екипа, дека знаат да одира поорганизирано, игра, би рекол, многу поцврсто, многу по сигурно.
во наводници една машка игра која им недостасуваше на претходните два дуели и верувам дека тука беше причината за оние неочекувани порази и губењето на шампионската титула, но тоа е веќе минато. Треба да се гледа напред, а оваа екипа по се што прикажа има сегашност, има и перспектива. Се ќе зависи од тоа како ќе се одвиваат плановите во клубот за новото првенство. Дали и колку ќе се обезбедат средства. Кочани со оваа победа потврди дека е најфудбалски град во Македонија кој е во прашање женскиот фудбал. Потврди дека овде на женскиот фудбал му се посветува на вистина соодветно внимание. Честитки за фудбалерките на Драгон кои се бореа, на моменти беа малку и погруби, имавме забелешки на судењето, но на крајот најважно е што е остварена победата и што е освоен пехарот во Купот на Македонија по втор пат едно по друго. Се тоа што сега пехарот ќе се додели таму на фудбалерките, а целото раководство на ФФМ кое е задолжено околу женскиот фудбал е свртено кон клупите на резервите на двете екипи, што значи со грб кон нас, па не знам колку ќе можеме се тоа да го снимиме и да го пренесеме на соодветен начин. Овде е далеку, за да може да се стигне таму на брзина и да се сними сето тоа. Но колку ќе фати нашата камера толку, верувам дека тоа сега и не е најбитно, најбитно е дека ЖФК Кочани по втор пат е шампион на Македонија, по втор пат го освојува Купот на Македонија. Ке беше добро да беше и шампион, но веќе реков, многу работи беа, не им беа наклонети, многу работи беа против нив во првенството. И тоа директно само во дуелите со Драгон, инаку Кочанчак и сите други противнички главно ги мелеа, ги победуваа. Единствено има проблеми пред едно коло кога на своите играа со Конзули, но мислам дека тогаш недостасува мотиви, недостасуваше малку и инспирација, па и во таква ситуација се стигна до 3 бода. А сега следува и доделувањето на наградите на најуспешните екипи во Купот на Македонија во женска конкуренција, но предходно плакети ќе добијат за спомен од ова финале и официјалните лица на овој надпревар. Најнапред делегатот на надпреварот Добрислав Димовски, контролорот на овој надпревар Георги Гоцевски и судиите на оваа средба Ивана Пројковска, Елена Соклеска Илиевски, Милца Изири и Ирена Велевачковска. Ирена била четврт судија. Главна е, така главна. Ќе видам. Медалите на финалистот ќе ги додели господинот Златко Талевски, член на управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија. Ги поканувам фудбалерките или фудбалерите на ЖФК Драгон 2014, финалистот на Фудбалскиот клуб на Македонија во женска конкуренција. Можеме да прикажете овие на фудбалерите се заедно како момичето овие на фудбалери јавно се заедно. Не се сите дечки. Има и женски тука.
Златните медали за победникот на фудбалскиот клуб на Македонија, екипата на Кочани. А сега членот на управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија Златко Талевски на капитенот на екипата на Кочани Катерина Милевска ќе го додели и победничкиот пехар за освоеното за клуб на Македонија во женска конкуренција за сезоната 2014-2015. Честитки за победникот на Купот на Македонија во женска конкуренција екипата на Кочани.